најавивте дека доколку бидете избран за градоначалник на Скопје, во првите 72 часа ќе средите, ќе спастрите метрополата. Како е тоа возможно во услови кога речиси сите јавни предпријатија ви се во колапс, нефункционални се? Видете, треба само добра организација. Јас нели не е добро самиот за себе. Ако велите треба добра организација, дали тоа значи дека сите досегашни градоначалници биле лоши менаџери? Па немало досега ваква лоша состојба како што имаме денес. Тоа треба да го признаеме. И тоа е фактичка состојба. Но кога велам за добра организација, јас сметам дека добро знам да ги организирам состојбите и да ги решам проблемите, така да во првите 72 часа, како што најавив, јас одговорно тврдам дека градот ќе биде исчистен и ќе се направи една голема генералка, во која што нема тоа да го направи само градот, туку тука ќе помогнат сите општини. Тоа е организација, Чомовски. Ние изминативе 4 години не сме имале координативен состанок со градот Скопје. Тоа е недопустливо. Без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Јас како претседател на ЗЕЛС мислам дека покажав изминативе години откако ја водам таа институција како треба да функционираме сите заедно кога станува збор за интересот на граѓаните. И јас во тие 72 часа, освен што ќе ја пуштам целосно на располагање целата механизација на градот Скопје и јавните предпријатија, тука ќе ги повикам сериозно да се вклучат сите општини, но да се вклучат и општествено одговорни компании. Сите ќе излеземе и граѓаните ќе излезат. Како ќе се справите со урбаната мафија, со градежната експанзија која веројатно создава сериозен проблем во Скопје, се сведува на бетон, зеленило се помалце? Јас мислам дека покажав како тоа во пракса изгледа со општина Кисела вода. Прв кој што ќе го споменам е меѓународниот конкурс за расад, некаде што требаше да има 99 згради, сега нема згради. Црничи и Пржино направете слободно проверка во секторот урбанизам кај мене, откако јас сум градоначалник. Нема издадено одобрение за градба со повеќе од 4 стамбени единици. Во минатото на одобрение за градба на куќа по 32, по 40, по 28 стамбени единици се издава одобрение. Откако јас сум градоначалник, бидејќи граѓаните тоа го побарале од мене, сум останал доследен на тоа ветување. Повеќе од 4 стамбени единици нема издадено одобрение. Ќе донесете ли одлука? Истата пракса ќе биде и во градот Скопје. Ќе донесете ли одлука за мораториум, односно за забрана на одреден период на изградба на згради? Тоа ќе го одлучиме со тимот урбанистички кој што ќе работи со мене. Јас не сум урбанист, но врвни имиња се вклучени околу мене кои што ќе работат на таа проблематика. Господинот Ралев, господинот Марина, господинот Горан Миовски, Славе Трпески кој што беше во катастар на времето. Така да една сериозна организација ќе биде тоа, би рекол, од експерти кои што ќе помогнат во процесот да ние го растеретиме ова дехумано градење, особено во централното градско подрачје. Мојот концепт е градот да се шири, но во периферија. И така ќе функционира наредните 4 години. Ако на таков голем број дивоградби лоцирани само во една општина, претпоставам дека има и во другите општини, ќе дозволите ваквиот тренд да продолжи натаму? Сега тука треба да сме докрај јасни. Јас многу прецизно изминатиот период на оваа тема сум говорил дека сум против дивоградбите, сум против. Дека сум прв градоначалник во историја на општина Кисела вода кој што постапувал против дивоградби. И индивидуални и колективни сум постапувал. И сум докажал дека законот треба да важи еднакво за сите. И ќе важи во градот Скопје. Но треба да ги видиме ингеренциите на градот Скопје. Градот Скопје е единствена институција под локална самоуправа која што нема градежна инспекција. И јас барам или да ми се дозволи да имам градежна инспекција, па ќе видите во пракса што значи постапување против дивоградби, или државата да ги превземе и од локалната самоуправа, односно да се централизира делот со инспекции, за да не си поделуваме одговорност во перспектива. Ако имате ингеренции за уривање, ќе уривате дивоградби? А зошто мислите дека не би уривал? Вклучувајќи, например, и во Чаир, и во општина... Има објекти во кои што живеат граѓани. Тие треба да бидат безбедни објекти. И таму треба да се направат строги контроли. И јас не знам зошто до сега државниот инспекторат не постапил. Затоа што честно треба да кажеме дека тие дивоградби не се најголем дел од нив од вчера и од завчера. Тие постојат таму по 15-20 години.
Но треба да се провери каква е состојбата на истите, да има темелни контроли, онаму кај што живеат граѓани. За делот на отпочнување на дивоградби, јас би бил поригорозен од било. Тоа е 140 милиони евра е буџетот во моментот со кој располага град Скопје, тоа е последниот за 2025 година, но како на филмска лента едно те исто ни се случува секоја година. Дојде зима, се гушиме. Се слагам. Секое лето ни се случуваат пожари, немаме доволно технички капацитет да се справиме, па мораме да бараме алтернативни решенија и помош од надвор. Како ќе го менаџирате овој дел? Видете, Чомовски, јас кога споменав дека ние немаме систем, тоа и го мислев. Ние не треба да се доведуваме во состојба да имаме лош градоначалник за системот да не функционира. Кога јас ќе создадам система, ќе го создадам по превземањето на власта во градот Скопје, нема да биде важно за 15 години од денес кој е градоначалник на градот. Тогаш ќе има систем во кој што систем ќе се подразбира дека возниот парк во ЈСП мора да се обновува етапно. Или дека пожарните возила треба да се обновуваат, а не да работат пожарникарите кои што секогаш се први на линијата и според мене најдобро предпријатие е тоа во моментот во градот Скопје. Не треба да се доведуваме во ситуација да милоста на владата биде пресудна за ние да го обновиме возниот парк. Еве, ВМРО ДПМН ги има набавено во минатите влади автобусите кои што моментално се возат во градот Скопје. Повторно доаѓа ред после години ВМРО ДПМН 80 автобуси да обезбеди. Тоа е така затоа што ние немаме систем во градот Скопје. Системот подразбира да не е важно кој е прв човек на градот Скопје. И да немате во тие ситуации, кога ќе се погоди и лош градоначалник како Арсовска, но и Петре не беше ништо подобар, ако имате вие функционален систем, тогаш нема да дојде до сериозен крах на јавните предпријатија и крах за услугите за граѓаните како што имаме во моментов. Недопустливо е ние да се доведеме во ситуација поради лош менаџер да не се собира ѓубрето во градот. Или автобусите да се чекаат по неколку часа, да имаме целосна неизвестност и да се случува многу често да не ни дојдат по неколку часа чекање на автобуските станици. Така што јас пред се во главниот град ќе создадам систем, кој систем подразбира целосна функционалност на јавните предпријатија. На долг рок функционалност на системот и без притоа момент на слабост кој би предизвикал она што го споменавте вие, ние да влеземе неподготвени за пожари, ние да влеземе неподготвени со функционалност на комунална хигиена или ние да се доведеме во ситуација да не можеме по неколку часа да стигнеме од точка А до точка Б во движењето во главниот град. Во таа насока. Георгиевски, на крајот, точни ли се информациите дека доколку станете градоначалник на Скопје, веќе има договор дека најголемиот дел од јавните предпријатија ќе припаднат на коалицијата, односно на луѓе од ВЛЕН и од ЗНАМ? Таков договор ниту има, ниту некој разговарал за такво нешто. Сакам да бидам прецизен околу тоа, ниту пак некој помислува за приватизација, затоа што гледам дека во неумешноста на она што вие го кажавте да понудат решение, одредени политички партии измислуваат одредени состојби и визии за во перспектива, кои што најверојатно се одлика на нив, па сакаат да ги представат како одлика на другите. Јавно предпријатие нема да биде приватизирано од моја страна, одговорно тврдам, зашто прв противник за тоа сум јас. Очигледно е дека ВМРО ДПМН покрај тоа што не покажа резултати во градот Скопје и во општините во градот Скопје, а повторно ја доби поддршката од граѓаните. Очигледно е дека не покажува добри сериозни резултати во овие 14 или 15 месеци владење на централна власт. Неминовно е дека во одредена временска дистанца дека најверојатно ќе треба предвремени парламентарни избори. Се додека работата што се работи има квалитет, нема причина зошто цените да паѓаат, бидејќи има толку многу работа, преку милион корисници, работодавачи на дигиталните платформи, што прашање е како да се мечираат квалитетните работници со работата што може да ја завршат, а не дали.
Тоа секако и неминовно ќе се случи. Македонската жена фриленсер е најефтината на Балканот за било која работа споредбена со другите земји во Балканот. Тоа ни кажува дека ние мораме да работиме на сопствената самодоверба и на верификација на квалитетот, би рекла.